Осми ден трае блокадата на сообраќајот на граничниот преминев зони. Грчките земјоделци не отстапуваат од своите барања. Напротив, со закани за блокада и на границата кај Дојран и на железничката линија која поминува преку Идомени. Со кристално јасна слика и напредна технологија, мамографот во Радовишката болница, еден од најдобрите на југоистокот. Привршува реконструкцијата на стариот градски пазар во општина Валандово. Проектот предвидува покриен пазар, а средствата се обезбедени од локалната и централната власт. Добар ден, втор дневник на телеканал А1 за денес. Започнуваме веднаш. Советникот на ВМРО Народна партија Методи Витанов, кој вчера премина во редовите на советничката група на ВМРО ДПМН по Советот на општина Струмица, денес се предомисли. Во изјавата испратена електронски до медиумите, тој вели дека бил грубо изманипулиран од централното раководство на ВМРО Народна. Поради несериозноста на централното раководство на ВМРО Народна партија си давам оставка од партијата. Понатамошниот мандат во Советот на општина Струмица ќе го водам како независен советник, поддржувајќи ја советничката група на СДСМ, истакна Витанов во изјавата испратена до медиумите. Поддршка тој доби од општинскиот комитет на партијата. Почитувани граѓани, јас како советник од ВМРО Народна партија, кој до вчера коалицираше со социјалдемократскиот строј во Струмица, сум грубо изманипулиран од централното раководство на ВМРО Народна партија, почитувајќи ја нивната одлука за коалиција со ВМРО ДПМН во Советот на општина Струмица. Поради несериозноста на централното раководство на ВМРО Народна партија, си давам оставка од партијата. Понатамошниот мандат во Советот на општина Струмица ќе го водам како независен советник, поддржувајќи ја советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Како председател на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија во Струмица, му даваме целосна поддршка на господинот Методи Витанов со тоа што истиот е изманипулиран и се придружуваме на неговата претходно дадена изјава и има целосна поддршка од страна на Општинскиот комитет во Струмица. Денешната изјава на советникот на мнозинската советничка листа предводена од СДСМ Методи Витанов ја потврди тезата дека тој бил изманипулиран од раководството од ВМРО Народна партија. Рече на денешната пресконференција председателот на општинската организација на СДСМ од Струмица Маријан Даскаловски. На вчерашната пресконференција на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која ја одржавме како одговор на конференцијата на советничката група на ВМРО ДПМН, рековме дека обидот за преземање на локална власт во општина Струмица е плод на манипулација од невидени размери. Еве денес, само 20 на часови од вчерашните случувања, излезе дека потполно сме биле во право и дека манипулацијата која ја споменавме бргу излезе на површина. Денешната изјава на советникот од мнозинската советничка листа, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Методи Витанов, го потврдува токму тоа, дека тој бил изманипулиран од раководството на ВМРО Народна партија. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз го поздравува денешниот чин на господинот Витанов и неговата решеност доследно да ја испочитува волјата на граѓаните. Со тоа продолжува успешниот развој за доброто на општина Струмица и нејзините граѓани. Приказна која ја испишува мнозинството предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како вовед во нови успеси на наредните локални избори и продолжување на континуитетот на растеж на нашата заедничка општина.
На листата невладини организации финансирани од Сорос, кои ги истакна од движењето Стоп операција Сорос, се најдоа и две од југоистокот. Патокази од Гевгелија и Организацијата на жени на општина Струмица. Тие добивале милионски суми за време на неколку предизборни периоди и имале за цел да работат единствено во корист на СДСМ. Организациите ги игнорираат овие информации и испратија деманти барајќи извинување. Соросовите невладини организации со години наназад добивале милионски суми пред изборите во Македонија, истакнуваат од движењето Стоп операција Сорос. На листата на невладини се најдоа и две од југоистокот, Патокази Гевгелија и Организација на жени на општина Струмица. Цветин Чилиманов и Никола Србов од граѓанското движење Стоп операција Сорос на пресконференција ја представија мрежата на финансирање на организациите во Македонија од страна на Сорос, во која има над 10 невладини организации кои добивале милионски суми за време на предизборието во Македонија во изминатиот период. Многу е интересно тоа што паричните средства не доаѓаат директно само од Фондацијата Отворено општество, туку средствата се префрлаат од ФОМ Македонија на невладини како Метаморфозис или НВО Инфоцентар. За подоцна овие поголеми 3-4 невладини организации или како што е Хелсиншки комитет да ги пренасочуваат парите кон овие помалите организации низ целата територија на Република Македонија. Како што истакнуваат, таков е примерот пред изборите во 2014 година, пред почетокот на парламентарните избори, а таков бил и примерот во 2012 година, кога всушност започна и политичката криза во Македонија. Според Чилиманов, овие организации работат единствено во корист на СДСМ. Јасно се гледа дека Фондацијата Отворено општество во Македонија, нејзината примерна дејност не е вршење на граѓански проекти и активности, туку таа е дел од партијата СДСМ. Таа отвора локални партиски клубови на партијата СДСМ. Некои од организациите што се представени тука действуваат централно во одредени области, значи на ниво на цела држава, наметнуваат одредени политики и ставови на ниво на цела држава, секогаш исклучува поддршка на партијата СДСМ. Двете невладини од југоистокот кои се најдоа на овој список, Патокази Гевгелија и Организација на жени од Струмица, испратија демант и побараа извинување за клеветите од движењето Стоп операција Сорос. 8 ден трае блокадата на сообраќајот на граничниот преминев зони на македонско-грчката граница. Грчките земјоделци не отстапуваат од своите барања. Напротив, со закани за блокада и на границата кај Дојран, но и на железничката линија која поминува преку Идомени. 8 ден поред трае блокадата на сообраќајот на граничниот преминев зони на македонско-грчката граница. Сообраќајот за сите видови возила преку Богородица е во прекин, а границата може да се помине само пеш. Според неофицијални информации кои што ги добивме, грчките земјоделци нема да отстапат од своите барања кои се против деночните и пензиските реформи, туку напротив најавуваат блокада и на граничниот премин до Ирани, а можна и блокада на железничката линија која поминува преку Идомени. Грчкото пристаниште се преоптоварува со стока и им создава проблеми на македонските компании кои ги очекуваат испораките. За време на викендот дел од камионите направија обита да преминат границата преку Дојран. Видливо опаднато присуството на камиони на меѓуграничниот простор Богородица-Евзони. Освен локалните такси превозници, не се забележува никаква друга раздвиженост. И денес на Дојрани се чека најмалку 1 час за влез и излез од земјава. Поради зголемената фреквенција на возила, веќе неколку дена автомобилите од граничниот премин Богородица се пренасочуваат на тој премин. Нема официјални најави за деблокада на границата. Привршува реконструкцијата на стариот градски пазар во општина Валандово. Проектот предвидува покриен пазар, а средствата се обезбедени од локалната и централната власт. При крај реконструкцијата на градскиот пазар во Валандово, кој е предвидено целосно да се обнови и да се покрие како затворен пазар. Според општинските власти, бетонската подлога е готова, поставена е конструкцијата и останува уште да се покрие просторот, а подлогата да биде премачкана со подна боја. Материјалите за завршната фаза се веќе донесени на самата локација, велат од општината, а се чека подобрување на временските услови за да може да се почне со работа.
На просторот на кој е поставена и комплетна канализациона мрежа, планирано е да се постават 40 тезги, а во околниот простор е оставена можност да се отворат помали дуќани, чиј надворешен изглед, како што велат општинарите, ќе биде типизиран и одреден од стручните служби на општината. Овој проект чини 8,5 милиони денари, а е предвиден со програмата за маркетинг и продажба на земјоделски производи. Половина од средствата за изградба на пазарот се обезбедени од Националната програма на владата за рурален развој преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а останатата половина е од буџетот на општината. Проектант на новиот изглед на пазарот е фирмата Гоја од Гевгелија, додека изведувач е скопската фирма Урбан Десинг. Градежните работи почнаа есента и додека траат, пазарот привремено е дислоциран во дворот на основното училиште Јосип Броз Тито. Инаку ова е прва реконструкција на градскиот пазар во Валандово по долги години. Реконструкцијата на градскиот пазар во Валандово е во завршна фаза. Градските власти очекуваат со подобрување на временските услови да продолжат и градежните работи. Радовишкиот здравствен дом има најдобар мамограф на југоистокот, тврди директорот Ристов. Според него, овој мамограф дава кристално јасна слика и е со напредна технологија. Дел од утринската емисија од ова утро. Јас се одговорно тврдам дека мамографот во здравствен дом Радовиш е најдобар мамограф во југоисточниот регион. Тој е дигитален мамограф кој вреди околу 110.000 евра. Подобар е од мамографот во клиничка болница Штип. Дури доктор Николовски доаѓа, рентгенологот од Струмица, да ги чита сега снимките. И тој, така да се изразам, работи фул. Меѓу другото вклучен е во програм за скрининг мамографија, кога жените над 50 години требаше да одат во Штип. Дури имаме капацитет да прифатиме и жени за скрининг мамографија од соседни општини. Тој има капацитет да покрие еден регион некаде од 6, можеби до 100.000 популација, но за сега е така, мамографот е феноменален. Јас сум специјалист по носи грло, но кога видов снимка од мамографија, да ви кажам, тоа е кристално јасна, чиста, со мало до објаснување и јас би приметил дали има таму патологија или не. Феноменален. Жените едноставно кои што ќе добијат покана за скрин мамографија во соседни општини, во Скопје, слободно можат да се обратат во службата за рентген диагностика и да ја завршат мамографијата за квалитетот, за диагнозата, за точноста, да сносиме ние одговорност. Мамографот е одличен благодарение на локалната самоуправна општина Радовиш, на Советот на општина Радовиш, градоначалникот, Министерството за здравство, а и ова да го спомнам, идејата потекна од управниот оддел при здравствен дом на Радовиш, кој сега посечуваат личности од женски пол и мислам дека не погреше. Идејата потекна прво од председателот на управниот одбор Оливера Долдурова и ние сметаме дека тоа е потреба, градоначалникот ја поддржа, Министерство за здравство и тоа е тоа. Да ви кажеме, на работа толку е едноставен за луѓето што ја знаат таа патологија, дури 20 рентген техничари се обучени, дури тие обучуваат луѓе во соседни општини. Тоа е дигитален мамограф, снимките се префрлаат со интерфейс директно на компјутер, едноставен за читање, феноменален. И за крајот овој дневник следуваат вестите од светот и регионот кои го одбележаа денешниот ден. Да ги проследиме. Вработени во Австралиската федерална полиција и граничните служби при специјална операција за пленија над 1,4 тони кокаин во јахта крај Нов Јужен Велс, пренесе Ројтерс. Тоа е најголемата запленета количина од овој вид дрога досега во историјата на земјата, во вредност од околу 312 милиони австралиски долари или над 230 милиони американски долари. За време на акцијата спроведена на крајот на минатата недела се уапсени 6 лица, 4 австралици, новозеландјанец и уште еден човек со државјанство на Швајцарија и Фиџи. 6 очекуваат обвиненија, а им се заканува до животен затвор. Апсењата се извршени на крајот на меѓународна истрага на криминална активност за шверц на дрога.
Србите на Косово употребија булдожери во уривањето на зидот во Митровица, што ги зголеми тензиите меѓу Белград и Приштина во изминативе денови. Вчерашното уривање дојде по договорот меѓу косовската влада и српското малцинство во Митровица, што беше постигнат со посредство на Американската амбасада и Европската унија. Косовскиот премиер Иса Мустафа претходно изјави дека доколку локалните срби не го урнат зидот, тогаш тоа ќе го направи косовската влада. Уривањето беше надгледувано од италијански сили кои се дел од НАТО мисијата на Косово. Србите почнаа да го градат зидот во декември лани. Одлуката за распишување нов шкотски референдум за независност може да биде донесена во следните недели, изјави за Глазговски Хералд Рос Грир, пратеник на шкотската зелена партија. Грир изјави дека времето за потенцијален втор референдум ќе биде одреден со процесот на британско напуштање на Европската унија. Сега работиме на утврдување на временски рок поврзан со членот 50, и тоа е време кога ќе стане сигурно јасно дека ќе има нов референдум или не, изјави Грир. Тој беше главен во кампањата за првиот шкотски референдум од 2014 година, на кој беше отфрлена независноста со разлика од 10% во гласовите. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг синоќ имаше телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп, при што двајцата уште еднаш ја потврдиле важноста на алијансата во проблематичните времиња. Во вториот нивен телефонски разговор откако Трамп ја презеде функцијата претседател на САД, тој и Столтенберг го разгледале напредокот во однос на борбата против тероризмот, а разговарале и за буџетот за одбрана на НАТО, информира од Северноатланската алијанса. Се гледаме повторно во 20 часот со најнови информации во централното издание на Дневникот на телеканал А1. До тогаш пријатно.